Деновиве на социјалните мрежи се споделуваат фотографии и видеа на кучиња скитници како слободно се шетаат низ улиците и центарот на градот, а она што можеби е посериозно напаѓаат и луѓе. Најчесто тие се воглутници, група од повеќе кучиња кои можат да се видат низ улиците и централното градско подрачје. Сликата не е убава за гледање, а граѓаните коментираат дека крајно време е да се реши овој проблем. Воглутници заедно Воглутници одат, тука има храна. Се продава таа храна и затоа се некој фрля, гледам младите земат сендвичи, не може да го дојаде и го фрля на кучињата и кучињата затоа се собират тука. Според вас каде е кривицата или како е да го надминеме овој проблем? Кое е решението според вас? Решение моментално не може за тоа што предизборна кампања и тука не преземат ништо. Мислам треба да има стационарни такви како акционерски друштва, за да може да се заштитат, да се гледат, да се посебно ранат и така да нема некои болести, мислам кај луѓето и така. Треба да се организираат некои кукички за кучиња посебно и да се хранат, да не бидат слаби, мислам да се одгледуваат добро и така да бидат заштитени. Тоа е голем проблем за Струмица. Тука има мали деца, има жени, има и многу ги има. Многу. Претерано многу ги има тие кучиња скитници. Ги чуват дома и после известно време ги напуштат и лутат низ градот. Како според вас би се решил овој проблем? Немам коментар за тоа, не знам. Граѓаните на Струмица воедно се служуваат. Овој проблем кој за жал секој ден зема поголем замав мора да се реши. Дел од нив смета дека виновни се љубителите на домашни миленици, кои подоцна сами ги оставаат на улица наместо да продолжат да се грижаат за нив, а други смета дека општината треба да се погрижи за овој проблем. Пред 10 денови општина Струмица излезе на прес со образложение дека овој проблем ќе се реши и дека животните се третираат согласно законите на Република Македонија.